На самиот почеток да ве известам што кажува адвентистичкиот библиски речник во врска со поимот талант од минатата сабота. Значи, на еврејски се вика кикар, затоа во ревидираниот превод така го оставиле непреведено, кикари, па се чудев што значеше. На арамејски е какар, и дори се кажува како бил на некои други семитски јазици. Да го прескокнеме тоа. Една занимливост дека постојала разлика како и во однос на должината на мечот и должината на лактот. Постојала разлика помеѓу вавилонскиот и еврејскиот талант. Значи, како мерка имало различни. Тој како да речете денес американски, канадски долари или австралиски, или... За вавилонскиот талант се вели дека изнесувал 3600 шекели. А се сеќавате колку беше една кола на царот Соломон? 600 шекели. И еден конј, мислам, 150, ако не се лажам. Што читавме од Цареви 10 глава минатата сабота. Додека еврејскиот талант бил помал и изнесувал само 3000 шекели. Да, јас ќе дојдам до таму. За прво сакав споредба со вистински вредности. Значи, шекели сребро. Некогаш и британската фунта се однесуваше на фунт сребро. Фунт е мерка за тежина. Фунта, по наше. Тоа биле вистински пари, кога мерката за тежина се однесувала на злато или на сребро. За разлика од денешните пари кои што немаат никаква вредност, никаква собствена вредност. Туку имаат само прометна вредност, која што ја дефинира Централната банка и, како што беше случај со југословенските динари, 92 година, Централната банка утре може да рече не важат овие пари и не важат. А ако има сребро и злато секој во свој посет, што год да кажат властите, среброто и златото секогаш ќе вреди. И ден денес вредат. Понатаму се кажува дека се кажува вредност во тогашни американски долари, кога е печатен овој библиски речник во 1960 година, што нема блага врска со денес, но преведено, значи са еврејскиот талант преведено, значи износот му бил 34,2 килограми или 75,39 фунти, ама ова не ке да се британските, односно американските фунти, току нешто друго. 965,37 унци. И разбирате ова мерка за злато и сребро. Ако се сеќавам добро, Борче прочита 120 фунти. Веројатно за вавилонскиот талант се работи, кој што го преведовме во 56 килограми. Така. Или варираше. Долната вредност му беше некаде 45-6 килограми. Според кој податок, а тоа Зоран го кажа од памет, 25 ли беше најниската можна вредност?
Значи тука е изгледа средна вредност на оние податоци што мејатата сабота ги споменавте. За еврејски, не за вавилонскиот, тој бил потежок, за еврејскиот талант 34,2 килограми. Сега добро може дома да сметате се колку изнесувале 666 таланта злато во денешни парични средства. Ако ја земеме оваа цифра од 34,2 килограми. Па не е мала работа. Сакате да имате толку злато? 34,2 килограми. Знаете, продолжуваме сега со 666. Пионерите на адвентизмот биле луѓе, како и мнози на други, како и голем број денешни религии и верски заедници, со своји заблуди и погрешни сваќања за некои работи. Не е ништо страшно, тоа биле и апостолите Христови. Дури и откако го примиле Светиот Дух, и тоа првите 3,5 години после тој настан, се уште негувале некои заблуди. Пример, најпознатата заблуда е не дека незнабожецот не смеат да го крстат или да го примат в црква, ако прво не стане обрезан прозелит или јудеец. Тоа е многу благо речено. Туку што рече апостол Петар во Дела 10 глава. Господ ми покажа со таа визијата со зверовите, ниту еден човек да не го нарекувам како нечист. Со други зборови, самите апостоли пред таа визија не само што немале намера да го проповедаат евангелието на незнабожците, туку како и фарисеите, како и другите јудеи, незнабожците ги сметале за стока. Значи не ги примаме во црква, не ги крштаваме таквите, туку тие се нечисти, тие се погани. И за да се коригира оваа заблуда, морал да интервенира лично Господ, Светиот Дух, со визија и со помош на еден негов пратеник, ангел Господов. И кај едниот, и кај другиот. И кај апостол Петар, и кај Корнели, римскиот капетан. Значи, не е страшно во нашиот живот и поединечно, и како црква, и како држава, и како било каква организација, да поминуваме низ период во кој што негуваме или имаме некакви погрешни сваќања или заблуди. Не е тоа само по себе трагично, бидејќи такви се сите луѓе. Трагичното е ако го отфрлиме Светиот Дух да не води, како што рече Господ, ќе го испрати Светиот Дух за да ги води учениците во што? Во секоја вистина. Само Светиот Дух може да не води во вистина. Без Светиот Дух ние сме оставени на што? Колку и год да ни е образован нашиот разум, оставени сме на заблуди, лични заблуди, предрасуди, сваќања, ереси. Кога е во прашање вистината, само Светиот Дух е единствениот сигурен водич. И во времето на Вилијам Милер, адвентното движење се нашло во една катастрофална ситуација, затоа што тие завзеле став спротивен на советот на апостол Павле, да не прифаќаат никакви визии, никакви виденија, никакви пророчки пораки, кои што би им дошле, а Господ пратил такви, за да ги сочува од разочарувањето и од заблудата, дека второто Христово доагање ќе се случи на одреден датум.
И затоа што го завзеле тој став против прифаќање на пророчки виденија, визии, пораки и така натаму, тоа било клучното. Тоа било вистинскиот, суштинскиот проблем. Затоа и доживеале разочарување и затоа подоцна и се распаднале како движење. Оние што беа посилни во верата и сака и продолжија и понатаму и после разочарувањето да го истражуваат писмото и да бараат одговори за своите прашања, исто така биле луѓе склони на заблуди и погрешни сваќања. Но овој пат во нивната средина проработел духот на пророштвото, затоа што му дозволиле да работи. Затоа што го прифате, почнале да ги прифаќаат пророчките визии и соништа, поточно визии во јаве, какви што примала во незината младост Елена Вајд, а дури на постари години во сон, како што Господ и рече, преку пророкот Јоел, 2 глава, 28 стих. Дека помладите ќе гледаат виденија, а постарите истите виденија само во сон, за време спиење во сон. Само Светиот Дух може да не води во секоја вистина и Светиот Дух ги повел пионерите на адвентизмот, остатокот од Милеровото движење, што одбил да се разочара и да се откаже од верата како повеќето. Ги водел, ги повел во многу вистини, иако на тој пат и тие се задржувале пократко или подолго време некои заблуди. Но тоа не е страшно. Значи, реков, не е страшно и ден денес. Не е страшно ако имаме заблуди во моментот. Страшно е ако фанатично се држиме за тие заблуди и одбиваме Светиот Дух да не просветли. Одбиваме, значи, да бидеме отворени за неговото влијание, неговото провидение и неговото водство. Една од тие привремени заблуди, што ги имале пионерите, и дури таа заблуда трајала се до 1860 година, а може би и подоцна, била и во врска со толкувањето на бројот 666. Но пред да ве запознаам со таа заблуда, да споменам дека какви год да биле, пионерите на адвентизмот биле многу темелни и ревни истражувачи на Светото писмо. Според тоа, уште од Вилијам Милер, почнувајќи, ако толку темелно го проучувале Светото писмо, толку многу го проучувале, толку длабоко го познавале библискиот текст, што мисле, дали нив им ги превиделе овие стихови од цареви и од летописи, кои што ги споменуваат 666 таланти злато. Дали тоа побегнало од нивното внимание? Дали не ги забележале тие стихови? Тие биле толку темелни истражувачи и проучувачи на Светото писмо, што ја не можам да верувам дека тие не ги забележале овие конкретно текста. И тоа на најмалку 2 места споменати. Истиот податок. Сигурно го забележале, сигурно им оставил впечаток бројот 666 во врска со тие таланти злато на царот Соломон, но ниту еден од нив не му текнало, ниту помислил дека тие текстови имаат врска со бројот 666 од Откровение 13 глава 18 стих. И никој од нив не напишал такво нешто, никој од нив не пробал да се направи толку паметен и да испадне глуп, како што секојаш бива, и да напише дека бројот 666 од Откровение 13 глава 18 стих има врска со количината на злато која што царот Соломон ја примал од офирските рудници од Африка. Затоа што
тоа нема врска со бројот на зверот. Едноставно нема врска и никој од нив не напишал такво нешто. Сепак пионерите имале друга заблуда на почеток во врска со 666. Знаете ли која била таа? Како прв пат го толкувале бројот 666? Ако отворите во Откровение 13 глава, ќе се подсетите дека бројот 666 се споменува само во последниот стих од главата, значи 18-тиот, иако именката број или поимот бројот на зверот, бројот како број, без да се каже кој број, е споменат и во претходниот 17 стих, каде што пак се кажува, уште еднаш да повторам, каде треба да го бараме бројот на зверот. Значи, никој да не може ниту да купува, ниту да продава, освен оние што го имаат тој жик или името на зверот, или бројот на што? На името негово. Значи, бројот 666 е број на неговото име. И потоа вели 18 стих, тука е мудроста, кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот, бидејќи е број на човек и бројот му е 666. Но што беше бројот на зверот од претходниот стих? Бројот на неговото име. Сепак и на пионерите им требаше време да сватат каде треба да го бараат бројот на зверот. Знаете, може би изгледа глупаво, зашто тоа веднаш не го забележале. Да поставаме едно друго прашање. Дали знаете дека до 1856 година адвентистите ја започнувале саботата не со зајди сонце во петок, туку кога? Не е полнок. Знаете кога? Во 6 навечер или 18 часот навечер. Знаете ли зошто? Цели 9 години, откако ја прифатиле саботата и почнале да празнуваат сабота, цели 9 години ја празнувале, море 10 повеќе, со почеток во петок навечер 18 часот. И дури Джон Невинс Ендрюс открил во 1800 средината на 50-тите години од тој век дека според Библијата вечерината или вечерта, цитирајќи некои стихови од Мојсеевите книги, се одредува, односно се совпаѓа со зајди сонце. И сега се прашате, па зашто не ги виделе тие стихови на почеток? Бидејќи тие стихови постоеле во Библијата. Бидејќи тие биле ревни истражувачи на Светото писмо. Тука се поставува едно прашање, дали кога за некоја тема не проучувате или не ви е таа во фокусот на вниманието, дали може да се случи да прочитате нешто за неја и едноставно како влегло, така и излегло, односно вашиот ум тоа да не го забележи, иако сте го прочитале, го читате. Многу лесно се случува тоа. Но постои и еден друг фактор на кој што во сите цркви повеќето верници робуваат на тој фактор. А тоа е, не ја проучувам Библијата за да сватам што е што, туку ќе го прашам мојот проповедник. Односно ќе го прашам мојот свештеник, односно како мојата црква го толкувала тоа прашање. Со други зборови, ќе се потпрам на мојата црковна традиција. Ја почнувале саботата во 18 часот само затоа што Джозеф Бейтс така рекол и така одредил. А зашто па тој така рекол и така одредил? Затоа што тој беше капетан на брод на времето пред тоа
во својата младост, беше и воен капетан, и времето го сметал така според наутичко сметање на часовите, кога денот започнува претходната вечер во 18 часот. И едноставно, читале во Библијата дека саботата започнува од вечер до вечер, празнувајте ги вашите саботи, но тој рекол, вечерта тоа е 18 часот. Од 18 до 18. Потоа се повикали на оној стих и во Јован, каде што Исус вели, нели има 12 часа во денот. Па рекле, еве евреите го сметале денот од 6 часот наутро по наше, или првиот час од денот, до 6 часот попладне, вкупно 12 часа во денот. И ете, значи, пак си го превеле тоа паушално, 18 часот. И им требало цели 9 години. Цели 9 години си ја практикувале таа традиција, затоа што го почитувале авторитетот на Джозеф Бейтс, еден од постарите пионери. Овие други биле детишта, така да речеме. И Елен Вајт и незиниот сопруг и сите околу 20 и кусор години. А овие постарите беа авторитетни и на нивниот збор повеќе вредел, имаше поголема тежина. Но сепак требало 9 години за да сватат дека тоа не е така, дека она што Господ го нарекувал вечер во Мојсеевите книги не е 6-тиот час попладне, туку е зајди сонцето. И тогаш се коригирале по тој поглед. Сега не 9, туку цели 16 години најмалку после 1844 година, пионерите го толкувале бројот 666, прва заблуда, дека тој број се однесува на вториот звер. И ми изгледало логично, значи, затоа што бројот се споменува на крајот од главата, а последниот звер за кој што зборувала главата е вториот звер. Дури до 17-тиот стих, предпоследниот, значи, никој да не може да купува, ниту да продава, тоа го прави вториот звер. Тоа го прави ликот на зверот, како што проучувавме порано. Или тие на англиски јазик употребувале еден специфичен израз за вториот звер, image beast, што можеме да го преведеме како зверолик, значи како еден збор. Вториот звер, да замислиме да го нарекуваме вториот звер, звероликот. Значи, постои зверот и постои звероликот. Двата звера, за да ги разликуваме, наместо да велиме прв или втор. И тие мислеле дека штом активностите на звероликот, односно на вториот звер, трајат се до 17-тиот стих, и потоа се вели, тука е мудроста кој има ум да го пресмета бројот на зверот, логично им изгледало да мислат дека бројот на зверот е бројот на вториот звер, односно на звероликот. Во тој контекст постои еден цитат што самата Елена Вајт го напишала на 7 април 1847 година, каде што го кажува следното, ја ќе цитирам овие нејзини зборови. 7 април 1847 година, каде што таа, веројатно ова е истото писмо што му го пишува на Илај Куртис, вели, видов дека сите оние што нема да го примат жигот на зверот и на неговиот лик на своите чела или на својата рака, нема да можат ниту да купуваат, ниту да продаваат. И сега втората реченица, внимавајте, вели вака. Видов дека бројот на звероликот, значи на вториот звер, беше направен или исполнет, поточно речено, и дека тоа беше зверот што ја променил саботата
и звероликот што следел после него, значи на првиот звер се мисли дека е преминал саботата, а вториот звер следел после него и ја празнувал папската, а не господовата сабота. Се што се барало од нас, било да се откажеме од господовата сабота, да ја празнуваме папската и тогаш, во тој случај, ќе го примиме жигот на зверот и на неговиот лик. Затворен цитат. Дали беа јасни овие незини зборови или малку збунувачки? Малку се збунувачки овие зборови. Тука гледаме дека таа ги споменува двата звера и дека споменува некој број на вториот звер, кој што требало да биде исполнет или направен. Но не кажува на каков број мисли. Од своја страна пак, еден од пионерите, кој што погрешно го протолкувал овој незин цитат, односно си го протолкувал како по свое, мислел дека кога го споменала бројот, ама на вториот звер, бројот на звероликот, дека и таа мисли на 666. Значи, Джозеф Бейтс е тој пионер, помислил дека Елена Вајд во овој цитат бројот на зверот го толкува како број на вториот звер, а не на првиот. Бидејќи така толкувале многу тогашни адвентисти. И ми изгледало дека бројот на зверот се однесува на вториот звер, затоа што до 17 стих се опишуваат активностите на вториот звер. И потоа се споменува бројот на крајот од таа глава. Што мислела на Вајд не можеме да знаеме конкретно, но Джозеф Бейтс е одговорен што во овој цитат, кој што тој прв го објавил, го вметнал бројот 666 во заграда и така направил да изгледа дека Елена Вајд исто така се согласувала со тоа толкување, дека 666 се однесува на вториот звер. Видите колку лесно може, заради предрасуда или погрешно толкување, да помислиме дека таа кажува нешто, или Библијата, во некој текст, кажува нешто што таа воопшто не го мисли, но може би нам ни се чини дека кажува нешто што всушност не е така. Кажува нешто друго, а не тоа што ние го мислиме. Кој било верувањето и толкувањето на многу адвентисти во тоа време? Прво, мислеа дека бројот 666 се однесува на вториот звер. Вториот звер го толкувале како отпаднатиот протестантизам, бидејќи првиот беше Рим, католицизмот. И сега 666 мислеле, внимавајте, ова може би ќе звучи смешно, ќе ги искористам нивните зборови, мислеле дека 666 е бројот на сите секти што го сочинуваат протестантизмот. Сте чули за ова толкување? Дека сите протестантски деноминации во Америка се на број 666 и дека тоа е значењето на овој број на зверот. Можем да ви докажам во книгата што имам тука, во врска со Елена Вајд и незините критичари, од Франсис Никол, автор што Паул Букур го цитираше исто така во неговите предавања, дека адвентисти, некои, не сите, некои, може би повеќето адвентисти во тоа време, дури во 1860 година се уште го верувале ова, дека број 666 се однесува на вториот звер, на американските протестантски цркви и дека нивниот број, вкупен број на регистрирани деноминации во Соединетите американски држави изнесувал 666.
И тоа била една од причините зошто адвентистите толку долго не сакале да се регистрираат, не сакале официјално и тие да станат една плюс деноминација во Соединетите Американски држави, а потоа и било каде во светот. Зошто не сакале? Затоа што имале толкување, еве ќе прочитам едно такво толкување, што се цитира во книгата на Џон Ендрюс, Трите пораки од Откровение 14 глава, така се вика книгата негова, но цитира верување на еден тогашен адвентист, кој што го велел следново. Ликот, се мисли ликот на цверот, е составен од легализацијата на разни класи кои што ќе ги признаат богохулните претензии на зверот и на тој начин ќе го примат неговиот жик. Секоја класа која што ќе го признае авторитетот на зверот ќе биде легализирана и ќе представува дел од неговиот лик. И понатаму се вели, на тој начин разбираме дека бројот на зверот, 666, ја представува секоја класа, значи секоја општество, група, друштво, деноминација, партија, што сакате, секоја човечка организација која што ги признава претензиите на зверот, богохулните тези на првиот звер. Така мислеле, замислете, така мислеле дека бројот на зверот се однесува на број на сите деноминации кои што се легализирани и регистрирани во Соединетите Американски држави и сега си велеле, ако и ние се регистрираме, ако и ние побараме од нашата влада, значи од вториот звер, да не признае и да не регистрира како деноминација, тогаш шо? Тогаш, значи, и ние ќе станеме дел од овој зверолик, од овој отпаднат протестантизам и ќе го примеме неговиот жик. Така се плашеле и затоа долго време не сакале да се регистрираат. Не сакале да станат уште една официјална деноминација во протестантска Америка. И сега се поставува прашање, па зошто не виделе во Светото писмо толку многу години, цели 16 години минимум, дека бројот на зверот, што Откровението го споменува, е број на името на зверот. Нема врска ниту со број на човечки организации, партии, деноминации и така натаму. Нема врска со талантите злато на царот Соломон, нема врска со ништо друго, освен со името на зверот. Ова е историја, ова се историски факти што ви ги прочитав. Можем да читам и повеќе, но ќе бидам досаден, ако веќе не ви станав досаден до сега. Сакав да ви покажам дека е многу лесно, и дури во историјата на адвентизмот постоеле такви примери, многу е лесно, дури и некоја ситна заблуда, долго време да постои и да се држиме за неја, само затоа што сме прифатиле некое или нечие погрешно толкување, ама на некој авторитет, на некој почитуван проповедник, пастор или цела организација, или цела група на теолози, и цела класа, како сакате, а не сме го читале лично и непристрасно, објективно Светото писмо, него сме го проучувале за себе доволно, за да разбереме што е што. И ова е многу битно. Особено е битно денес, затоа што денес
бројот 666, иако на светот му бил познат со децении наназад, денес е особено многу популаризиран. Зошто? Заради сите овие настани, меѓу другото и корона пандемијата, и вакцините, и шприцевите, и чиповите најавени. Илон Маск веќе најави чип, што ќе може да се вградува во човечките черепи и да биде во контакт со мозокот на луѓето. И сега да видиме колку будали ќе се пријават први да бидат доброволци за овие експерименти. Како што, за жал, многу будали се пријавија први да ја примат лажната вакцина и до сега стотици од нив се веќе починати. А кај голем број други се покажува дека таа немала никаков ефект, затоа што повторно можат да бидат заразени или прогласени за позитивни или значи како да немало никаков ефект. Во најдобар случај како да немало никаков ефект лажнава вакцина. А се разбира не е само тоа, туку веќе чинеше многу човечки животи и кај некои други што се уште живи, сепак предизвикала сериозна компликација. Меѓу другото интересен податок деновиве се бираше нов српски патриарх, па го избра најлошиот, многу срби велат најголемиот паполюбец и папофил Порфирие Загребачко-Љубљански, но не ми е темата за него, да го трнеме него на страна. Туку интересно е што во процедурата за изборот на нов патриарх, значи го избрали најголемиот поклоник на папата од сите. Интересно е што додека се избере нов патриарх, имаше еден друг што ја вршеше функцијата како ВД помеѓу смртта на стариот и изборот на нов патриарх. И овој што беше ВД, му заборавам името во моментов, веднаш го собра, уште пред да биде избран новиот, го собра во болница, а тој бил вториот и до сега единствениот, поточно, вториот од вкупно двајца српски владици, кои што ја примиле лажна вакцина на себе. Погодете кој е првиот. Имаше еден што умре, но меѓутоа тие беа прогласени за, односно до сега тројца, тие беа прогласени за од короната дека умреле, што класична шема за еден куп починати во текот на минатата година. Овие двајца на Српската православна црква, единствените владици кои што досега ја примиле вакцината, прв од нив, замислете, Јован Вранишковски ја прими. А овој беше вториот, мислам Лаврентиј се викаше, Шабачки, или не се сеќавам точно кој беше, го заборев овој вториот. Меѓутоа овој вториот во сега неделава во процедурата за избор на нов српски патриарх му се слошило и го однале во болница. И сега што се случува понатаму не знам. Меѓутоа тој е вториот после Јован што ја прими лажна вакцина од сите други владици на Српската православна црква. Ето го собра, го однесо во болница. Која будалаштина? Како може да бидеш и црковно лице на највисока положба, епископ, владика, како може да им веруваш на човечките, на политички партии, на власти, на лекари, како што сака нека бидат, особено на наркокартелите кои што произведуваат еден куп работи не затоа што се грижат за здравието на луѓето, туку за профит. Еве, да нема никаква теорија на заговор, никој не може да порекне дека големиве картели произведуваат лекови и вакцини, за профит произведуваат, не затоа што сакаат да спасуваат луѓе. Единственото на што треба да се верува безрезервно е Божјата реч, е Словото Господово. А се друго
да се проверува. Единственото што треба да верувам е Божиото Слово, а се друго да проверувам. Се согласувате со тоа? Каква е оваа наивност? Затоа што властите така велат во било која држава, или министерствата, или стручни конзилиуми, не знам што, дека тоа е безбедно, сигурно и дека нема опасност. Тоа е будалаштина. Господ рече преку пророкот Еремија, 17 глава кај беше: проклет да е човек кој што се надева на човек. Во псалмите: немојте да се надевате на кнезовите човечки. Таа е мисла која што можеме да ја сретнеме на повеќе места во Библијата. Не надевајте се на човечката мишка. Не надевајте се на кнезовите човечки. Проклет е човек што се надева на човек. А женкарот Соломон дури: немој да и веруваш ни на она што лежи во твојата постава. Имаше и таков стих. Имал богато искуство. Само на Господа треба да му се верува. Јас се молам архиепископот Јован да биде жив и здрав и ништо да не му се случи. Иако според мене е голема будалаштина, не само за него, за било кој. За многу наши браќа и сестри во Америка што веќе ја примиле вакцината. Голема будалаштина што тоа го направиле и се молам за сите нив ништо да не им се случи. И покрај овие страшни статистики што досега ги видовме како последица на таа будалаштина. Бројот на името негово. Што значи тоа? Значи, ѕверот има име. И во името на ձверот се наоѓа бројот 666. Затоа ќе предложиме наредна сабота сега што е бројот на ձверот. Но сега би сакал да завршам со еден цитат сепак од сопругот на Елена Вајт, Джеймс Вајт, на оваа тема. Овој цитат се наоѓа во списанието Review and Herald или Преглед и гласник, што тогаш го издавале адвентистите на седмиот ден. И во тоа списание имало во тоа време и рубрика прашања од читатели, разни читатели од Соединетите држави може да праќаат своји прашања до уредникот Джеймс Вајт на списанието и да му поставуваат прашања. И еве едно такво прашање кое што било испратено истата таа 1860 година, каде што еден од читателите го поставува следното прашање. Ако оваа влада, се мисли на Соединетите американски држави, е дворогатиот ձвер, значи ձверот што личи како јагне, има два рога, тогаш како можеме да бидеме признаени, значи сака да каже и регистрирани, и заштитени од неа, без да станеме дел од незиниот број? И дури вели од незиното име, сега и овој го споменува името. И понатаму вели читателот, јасно е дека, односно се извинувам, прашањето беше само толку, а во својот одговор Джеймс Вајт го кажува следното. Прво, дека, значи во 1860 година,
Прво, дека бројот на зверот не се однесува на вториот, туку се однесува на првиот звер од Откровение 13 глава, а потоа го кажува следното. Го цитира 18 стих, кој што вели, тука е мудроста, оној што има ум, нека го пресмета бројот на зверот и така натаму и така натаму. Значи, го прекинува цитатот од 18 стих и сега со своји зборови продолжува и вели. Овде гледаме дека е упатен повик за мудрост. Нека секој оној кој што има мудрост истапи напред. Значи, кој од вас тука е мудар? Како да се поставува вакво прашање. Кој од вас е мудар? Нека излезе напред. И продолжува и вели. Ние, значи сега го кажува од името на сите адвентисти, тогаш, Джеймс Вајт, како уредник на списание, официјалното списание Преглед и гласник на Генералната конференција, ние признаваме дека имаме недостиг на мудрост. И затоа се откажуваме од обидот да го објасниме ова прашање. Но, нека секој оној што има мудрост излезе напред и нека го пресмета бројот на зверот. Видите, тој признавал дека ние, адвентистите, не знаеме што значи ова. Затоа што ни фали мудрост. Дали овој став е исправен или е погрешен, што мисли? Сосем исправен. Кога нешто не знаеме, кој год да не праша, кога нешто не знаеме, како треба да одговориме? Не знам. Да, или молк, или не знам. Кога не знам, не се истрчува напред да се продава памет и да се испадне глуп. Тоа се случува на многу денешни министри, политичари, гафови колку сакате, но тоа се случува со проповедниците на новата теологија исто така. И со еден куп проповедници и теолози низ историјата. Ова е исправен, најисправниот став, кога нешто не знам, не знам. Барам некој што знае да ме просветли и да ми помогне. Јас не знам. Како што вели една анекдота, дека некогаш го прашале Платона некое прашање во Стара Атина, на кој што тој одговорил не знам. И овој се изнервирал овој атинјанинов, му вика, па зашто бе те плаќа државата? Те плаќа за да даваш одговори на прашањето што ги имат граѓаните, не за да не знаеш. И се сеќавате што одговорил Платон. Мене државата ме плаќа за она што знам, а не за она што го не знам. Признавам мудри зборови и мудар одговор. Нека Господ не поведе во секоја вистина, нека ни ја даде оваа понизност, што ја покажал јавно Джеймс Вајт на времето, кога рекол не знам, ми фали мудрост, не знам. Тој што знае, нека повели. И благодарение на тој негов став, откако го отворил и го искритикувал старото толкување за бројот на сите деноминации во Америка, тој понизен став, не знам, ми фали мудрост, е она што Светиот Дух го сака, за да после те поведе во вистината. Тој став го покажа царот Соломон на почетокот, кога се зацари, што барал во својата молитва. Не барал сребро, не барал злато, не барал богатство, не барал жени. Што барал? Мудрост. И таа молитва му се допадна на Господа, затоа што бараше мудрост, вели, а не злато, сребро, богатство и така натаму. Ке те направам најмудриот во светот, зашто читавме минатата сабота, колку на вистина го привлекол вниманието на другите цареви и царици, не само со богатството и материјалните вредности, со кој што, за жал, подоцна се фалеше царот Езекија пред вавилонските пратеници,
туку со мудроста. Ем богат, ем мудар. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. Оче наш, ти благодариме што не потикнуваш пред се со Словото Свое, но и со ова прекрасна Лутерова химна, која што тој ја компонирал и ја запел во време кога навистина борците за вестината, како и тој самиот, поминувале низ тешки прогонства, смртни закани, крвопролевања, војни и разни други премрежија. Сето тоа што ние се уште го немаме осетено на своја кожа, освен затворена црква 2,5 месеци минатата година, ништо пострашно од тоа. Но знаеме дека следуваат многу потешки, иако кратки по твоето ветување, кратки настани. И кратка ќе биде диктатурата на последниот антихрист, но ќе биде најголема и најстрашна од се пред тоа во историјата. Затоа те молиме, Господи, дај ни ја понизноста на царот Соломон кога бил млад на почеток, дај ни ја понизноста на Джеймс Вајт, исто така на почеток, дај ни ја понизноста што само Духот Свети може да ни ја даде, за да Тебе ти се поклониме, Тебе да ти веруваме, а се друго да проверуваме. Оспособене, ојачајне и водене низ неизвестната иднина и во остатокот од овој саботен ден. Те молиме, благослови ги сите наши болни и немокни, најмногу те молиме за сестра Мимица. Во Твои раце се предаваме, а за сето ова ти благодариме во името Христово. Амин.